Поради недостаток на кадар, туристичкиот сектор тоне. Македонските туристички центри принудени се да импровизираат со неквалификуван кадар. Собствениците на хотелско-угостителските објекти, кои очекуваа улогата на келнери и кувари да им ја доверуваат на странци, извисија. Добар дел од персоналот кој им стигна од Јужна и Југоисточна Азија дојде и замина во Европа. Експертите по туризам од почетокот имаа негативен став околу носење на странски кадар. Се обистинија нивните укажувања дека ова не само што нема да го реши проблемот, туку ќе отвори нови рани. Не работата само да се решаваат ад хок стихино проблемите. Треба да се пристапи кон темелно решавање на овој стравичен проблем, бидејќи сведоци сме дека Република Македонија веќе не е преку 2 милиони жители, веќе имаме 1,8 и таа тенденција оди во негативен тренд, значи имаме пораст на иселувањата, да направиме атмосфера тие идни генерации да се чувствуваат лагодно во својата кожа. Ако немамо доволно кадра или квалифицирано кадра, онда не може. Ако немаме доволно квалификуван кадар, тогаш најчесто се случува многу ресторани да ставаат клуч на врата. Тоа го има и во Хрватска, каде доаѓа кадар од Македонија. Собствениците на угостителските објекти треба да ги платат добро луѓето. Јас своевремено кога работев во Загреб во еден хотел, земав поголема плата и од генералниот директор. Како сам ја, у моје доба, док сам био шеф у Интерконтиненталу Загребу, има скоро веќу плаќа него генерални директор. Туристичкиот сектор се покажа дека е прилично нестабилен, бидејќи секој мисли дека може да има хотел или ресторант, а некој да му оргатува за без пари. Поради тоа, голем дел од младите се обидуваат својот работен капацитет да го продадат на пазарите во регионов. Во секторот туризам во Македонија беа вработени околу 25.000 луѓе, но последниве години повеќето од нив заминаа на работа во странство. Порука е: остајте у својој земји, волите своју земју. Мојата порака е: останете во својата земја, сакајте ја вашата татковина. Македонија ве обврзува, ја чините оваа земја скапо. Останете тука како ние во нашите земји. Хотелерите имаат потреба од илјадници вработувања. Лани дури над 30 хотели од Охрид и Струга пријавиле недостаток на персонал.